Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот, наша редовна вторнична доза, каде што интеракцијата и натаму е со вас присутна и ќе биде, со оглед дека денеска ќе имаме интересна тема, интересни соговорници кои ќе го задржат вашето внимание. Именно вечерва, ноческа до 24 часот, треба да се предадат сите листи односно потписи собрани од останатите кандидати за председател на Република Македонија. И здраве Боже, да видиме 3 април е официјален ден за трката. Ние затоа говориме вечера почитувани за една тема која сигурен сум дека ќе споделите со мене и ќе ви се допадне. Избира од вас, а тоа е избори 2024, Македонија изборна или гладиаторска арена. Ќе го представам од гостин, тој е во Центарот на случувањата, Бојан Кордалов, комуниколог. Добро вечер и добро дојдовте преку Скајп од Брисел во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата. Чести задоволство и Жан Станоевски, лидер за опучување на лидерство. Обучувач за лидерство, тренер за лидерство. Дефинитивно ова недостасува на и лидерите, секоја чест на исклучоци, меѓутоа и на политичките партии, бидејќи се играат само иницијатива и по своја агенда да спроведуваат. Еве додам со базичната информација и базично прашање апропо темата Македонија изборна или гладиаторска арена. Господин Кордало, можам ли со вас да почнам? Може, со господин. Повелете. Македонија се труди да биде изборна, меѓутоа многу почесто гледаме дека е гладиаторска арена. Тоа значи дека политичката култура и комуникација зазема многу мал дел од она што гласачите сакаат да го видат. И наместо да видиме арена на надпревари за тоа кој подобро и повеќе ќе ги реши проблемите на граѓаните, кој повеќе од партиите ќе даде идеи, ние многу често гледаме ситуации во кои што само се бара кој е виновен. Само се бара кој погрешил, а многу помалку се зборува за решенијата. Секако дека треба да има критика, критиката е многу здрава, критиката е многу добра и без критика ние нема да живееме во демократија, но во исто време без нудење решенија ние нема да успееме да создадеме една реалност во која што граѓаните ќе бидат мотивирани да гласаат, кои што ќе ги избираат своите фаворити кои да се, туку ќе живееме како досега во земја во која што разочараноста помеѓу луѓето е огромна, но за жал и омразата царува. Подсетувам дека луѓе на слави, на родендени, на прослави не разговараат меѓу себе, токму поради тоа што изборите ги гледаме како гладиаторска арена. И мислам дека е крајно време да видиме промена во интерес на државата. Секако на секој човек. Многу ти благодарам за таа не констатација, тоа е факт. Создадоа јас меѓу себе брат и сестра, татко, ќерка, татко, син, обратно. Зошто? Зошто овој бил од едната страна, другиот од другата страна на барикадите, а дефинитивно другите трљаат раце и се радуваат, бидејќи јас, незиното височество фотелјата е јас ласт, се збор. Вели, нека се карат, а јас како трет ќе се искористам. До кога? Дали може да се случи, господин Кордалов е како комуниколог, да допре до менталната матрица на неговото височество гласачот, да го смени еднашка за секој, да му рече стоп, јас сум газдата, стопанот на твојот глас и јас треба да одлучам. И смени се. Гласачите во континуитет со децении покажуваат дека ова што партиите го прават, вистина во голема мера не се согласуваат. Иако ги земете бројките
кои што имаме излезност последните години. Него ги видите бројките на доверба, односно недоверба во партиите, во институциите, во организациите, во општеството генерално, сето тоа е резултат на бењето, на буквално трошењето на довербата, кое што секој избори се случува на овој начин. Неспорно е дека ќе остане јадро и останува јадро на луѓе во сите политички партии, особено поголемите, кое што секогаш ќе ги доживува работите како живот или смрт. Како нешто кое што ако се изгуби или добие битката, се ќе пропадне или се ќе се доби. Меѓутоа, мнозинството од граѓаните јасно покажуваат дека тоа повеќе не го сметаат така, дека сите ветувања се веќе потрошени. Сме слушале за милиарди, сме слушале за вработување во секој семејство, сме слушале за не знам какви ветувања и слично. Значи, едноставно нема нешто кое што денеска може да мотивира, освен она што се нарекува реална комуникација, реални ветувања, партнерство, ветувања што произлегуваат од граѓаните, а не ветувања што произлегуваат од канцеларија или од штаб, туку ветувања што дошле од самите луѓе и секако добар тим на луѓе кои што ќе даде енергија дека тоа ќе се промени. Ако е фокусот само фотелјата и останување или промена одредена власт, довербата уште повеќе ќе се руши и прашање на изборни циклуси кога не знам кој ќе остане да навистина да ја кара државата. Господин Кордаловски, ние сме 33 години речиси една плурална Македонија, не едно плурално политичко небо во која очекуваме да провладува демократија, а ни Д од демократија, ни П од професионалност, ни П од политика, ни П од политичар. Имајќи факт дека повторно неказнивоста, коруптивноста и се тоа е закон во Република Македонија, и конечно дека да станеш политичар, јас политичарот е односна работа. Замислите, доаѓате без со минусно негативно салдо на текулна сметка, на жиро сметка и станувате преку ноќ милионер. Дали конечно треба да има да профункционира институтот повикување на пратеник и казнивоста да веде закон Македонија? Мислам дека е погрешна тезата, не вашата, туку таа што постои во јавноста, дека пратениците сметаат дека ако станат политичари имаат некаков имунитет или недопирливост и за жал тоа остава сериозни лоши траги во македонското општество. Мора да разбереме дека секој човек е еднаков и секој човек има истите права. Вие да станете пратеник, пратеничка, министри, што и да е, тоа е чест. Градоначалници, тоа е чест. Ништо повеќе од тоа, меѓутоа чест да ги управувате парите на граѓаните во нивно име. Тоа што се смета и што со нај закон на појакиот се успева со децении да функционерите наметнат дека заради тоа што добиле функција тие се над другите, е нештото кое што ја руши и функцијата и довербата, и тоа го руши општеството. Ние постојано сме во надпревар на јајце и кокошка, кој прв почна за тоа кога се расправаме дали некоја ситна или крупна корупција прво треба да се сузбие, например. Ние не разбираме дека и еден украден штраф, меѓутоа и украдени стотици милиони, се нешто кое што не ја земаат сегашност и иднината наша, на деца, внуци, на луѓе. Значи, крадењето од државата на било кој начин или непостапувањето, знаете што е корупција исто. Корупција да не си ја работите да сте платени со народни пари. Значи, сваќањето дека неработењето во име на државата, интересите на граѓаните или пак крадењето на некој начин е нешто кое што директно невозможува да имаме чист воздух, да имаме добро образование, да имаме добро здравство, да секој од нас живее подобро. И потоа кога не може да се реши гужвата или кога мајка со дете или татко со дете по улица не може да помине зашто има паркирани коли, мора да си го ставиме прстот на глава и да знаеме ова е корупција. Господин Кардало, вие сте сега во Брисел, центарот на европските случувања и избидувања. Ја не паметам, многу одавно бев, мојата патување беше околу пред 20 на години. Меѓутоа, околностите, ќе даде Господ, се надам дека може би ќе се појавам повторно на Шуманова и така натаму. Но дали паѓаат од небо
евра по 500 евра, да речеме тие поени, и дека луѓето уживаат, дека тече мед и млеко, не работат. Како апропо тука што гледаме дека партијата која е во заминување, опозицијата вели треба да биде во исчезнување, особено албанската политичка политички партии, 22 години на политичката сцена. Што мислите, дали треба да се глуми дека некој за Европски фронт со балкански манири, односно со лепливи прсти, со еден збор коруптивна политичка провиненција, која дефинитивно се внезди 22 години и не сака да мрда, а се бори под плаштот Европски фронт, Европска унија. Дали паѓа таму во Брисел евро од небото, а да не работиш, ајде да крадеш? Бидејќи има три прашања, прво евра не паѓаат овде, колку што јас можам да видам од небото. Така? Нели секој се врши својата работа и се. Што се однесува до ставовите за одредена партија, дали треба да дојде или да си оди, јас сум многу јасен тука во секој интервју. Граѓаните, луѓето се тие кои што решаваат кој ќе дојде, кој ќе си оди од власт, и тоа го гледаме секој избори. Тоа значи дека оние што ќе освојат 61 пратеник, како коалиција или како партија, се едно, тие се тие кои што ќе формираат владата. Дали некој треба да се оди или не, тоа е легитимно прашање. За мене се е милливо и се е менливо, исто како што и се може да биде, бидејќи демократијата подразбира да не се плашите нити од промена, нити да се плашите од останување на нештото. Најважно е граѓаните да бидат во фокусот, тие да бидат ставени напред, и секако ако има индиции за еден човек за корупција, за еден политичар, тоа мора да биде процесуирано, да не чекаме само од САД и од западните земји да не го решават проблемот, туку пред се ние да се справиме со тоа во рамките на функционерите. Господин Кордалов, го спомнавте најсензитивниот дел, а тоа е Катил Ферманот од САД или од Брисел кој ќе стигне, па се лутаат. Се лутаат политичарите, јас ќе наречам секогаш политиканти, оти не ги доживам како политичари. Политичар е тоа што навистина го води народот. И ова, си велам, дали ќе се дрзне, како во јас сум малце традиционален верник, да речам, верата и религијата секогаш споредом, бидејќи политичарите, да не го споредам, да спомнам и господинот починатиот председател Јосип Брз Тито, користел делови од Светото писмо, докажуваат фактите. Значи ништо не е случајно. Од друга ситуација, дали политичарите во Македонија, кои преку ноќ стана милионери, некои по 50, 60, има некои по 105, 60 и 200 милиони евра, кои им смрзнати се, дали Њујоршка, Циришка, Кипарска и друга светска банка, да ги дадат тие пари на сиромасите. Имајќи факт, тоа ќе завршам со вас, 500.000, колку беа, не знам, живеат со 3 евра. Дали има таква можност и на што се должи, и уште конечно ова, видовме дека американците дадоа црна листа, па се љутат. Дека не било тоа, против, да ме многу ги мразат, против се мешат во политичкиот амбиент. А овдека не имаме казнивост, не функционираат законските регулативи да се имплементираат и едноставно добиваме една каша по пара. Ве молам, кажете ми во контекст на тоа визави, дали анкетите што кажуваат колку е вредносниот потенцијал на една политичка партија и конечно колку е другата која губи, треба некој да модифицира и рече стоп. Не е точно. Јас сум подобар од сите. Јас не сум видел официјални статистики колку милиони средства има или не има и од политичарите генерално. Тоа се спискови од банки, светски банки кои кажуваат колку се испрани пари извадени од Македонија. Не велам дека нема статистики и факти кои што укажуваат колку пари нема, меѓутоа јас велам не сум видел ке личности конкретно такво нешто, меѓутоа чим има поставки кои што се водат и во Македонија, меѓутоа кои што ги водат и САД и државите, очигледно постои нешто. Меѓутоа многу е важно да разбереме дека станува збор за нас во Македонија, станува збор за секој човек. Мислам дека ние додека го имаме принципот дека се влегува во политика за да се збогати, или се влегува во политика за да екстремно се збогати, бидејќи не е само, како што вие рековте, со минусни салди, има и многу со добри плюс салди. Меѓутоа, со цел да се добијат огромни нули напред, понатаму, мислам дека нема да направиме никаков успех.
Бидејќи во политика се влага и мора, зборам на функција се извинувам, во политика се влегува и мора да се влегува, од едноставна причина што се сака да се направи нешто за луѓето, се има некаква идеја нештата да се променат и се има визија што ќе се работи. Кај нас, како на анекдотата, кој не е експерт, тој не е од Балканот. Едноставно политичарите влегуваат и велат дајте сега што треба да се работиме за да дојдеме до целта да бидеме влијателни, моќни, да имаме повеќе пари во смисла на различни начини и тоа го гури во општеството. Мислам дека решението е да се стават луѓето напред, да се стават експертите напред. Во секоја област, значи внимавајте, експерт не е само некој што работи право, не знаме, туку и луѓе што се бават со занечество. Дали се тоа водоводжи, тоа се експертите напред. Оти кај нас политичарите денеска работат аграр, утре се разбираат да работат социјална политика, задутре локална самоуправа. Знаете, така држава не може да се изгради. Држава се изгради ако бидат професионалците напред, а политичарите бидат тие што ги изменаџираат парите и ќе бидат тие кои што ќе подметнат грб, кога ќе треба да се носат одредени одлуки, тога не викаме само историски, туку економски или било какви други одлуки. Господин Кордалов, ви благодарам многу што еве во светивте директно од конференција, учествувате во нашиот форум Гласот на народ. Бидете живи и здрави, ви очекувам наскоро во серијалот мој што го организирам за и околу изборната кампања. Тоа беше Бојан Кордалов, директно во живо од Брисел, во Гласот на народот на телевизија Вистел. Останете со нас, ние сме тука во секој случај со Жан Станојски. Уште еднаш благодарам господин Кордалов, се гледаме наскоро во Скопје. Благодарам. Благодарам се задоволство, голем поздрав. Поздрав. Господин Станојски, еве го слушаме господинот Кордалов. Добро вечер, поздрав до гледачите. Јас се извинувам, јас се надевам на разбирање дека од ваша страна му дадовме простор, бидејќи сосема во ред. Да. Име од ова страна, од оваа дистанца ќе си имнеме сега ова, вака да се видиме по даде господин Кордалов добра оценка. Меѓутоа јас поставив некои прашања кои заслужуваат навистина уште еднаш некои одговори кои народот сака да ги слушне. Дали пред изборите идемо на песната лажи, лажи, лажи. Па добро, ветувањата се составен дел од политиката, особено пред избори, тие се квантифицираат до недоглед и сите кои што сакаат да се дограбат до власта се обидуваат на било каков начин да смислат некакви визии, некакви концепти, решенија и така натаму и да му се приближат на гласачот. Меѓутоа, кај нас во Македонија веќе 31 или 2 години го напомна тоа и претходниот господин Кордалов, ние гласаме против. Значи, толку сме огорчени, изедени, толку сме разочарани и депримирани од владењето на оваа гарнитура сега, што на наредните избори сакаме да ја смениме. Значи, огромен дел од квантумот гласачи излегуваат да гласаат против. Тоа е едниот проблем и знаејќи го тоа, тие партии кои што се на власт до тој момент се обидуваат колку што е можно повеќе да заграбат за себе. Да украдат со изборно бегање. Да заграбат за своите, затоа што ова е гнездо на клиентелизам, на кронизам, на целосно партизирање на администрацијата и институциите. Значи, колку можно повеќе да си поделат од тоа колачот што го има, затоа што тие седат на нашите државни пари, седат на нашиот буџет и се обидуваат тој да го менаџираат со наши средства. Ние сме акционери во државата. Од нашите давачки, нашите даноци. Апсолутно, сите даноци што ги плаќаме таму, за да можат тие потоа да се ги поделат на своите. Значи, клиентелизмот е проширен и расширен до екстремни граници и сите тие се гласачи на одредена партија. Така да, еве, партијата која што е владетел во Македонија повеќе од 20 години, ја спомнавте од едно село Тетовско потекнува, тие практично ги имаат поголемите партии. Има име, тоа е Дуј. Има, така е. Од условно македонскиот блок тие ги се нивни джуниор партнери, значи помали партнери кои што тие ги именуваат, си створија своја клиентела и тие се недопирливи, неказниви. За нив нема закон. А зошто, господин Станојски? Па затоа што во најголем дел си ги поставија и обвинителите и судиите. Значи, целата фела, правна фела, е поставена од политичките партии за да не ги пипа кога тие владеат и кога тие ја злоупотребуваат власт. Морам ова да го кажам, го слушнам, верувам дека е проверена информација, директор на токсикологија е примена некоја господја албанка и не говори македонски, си покани преведувач.
И денеска, ја верувам дека е точна информацијата со оглед дека стигна, се збореше на медиуми, слушам на некои медиумите. Тоа не е единствен На случај. што личи ова? 35 или 40 илјади се вработени у последните 15 години рамковно. Од нив, барем половината, ајде да не претарам, 30%, не доаѓаат воопшто на работа. Си се дома уживаат. Не доаѓаат, значи тие дури живеат, работат во Швајцарија, во Германија и така натаму, и такви гласови има. Прошетете се по институциите и прашајте и видите, условно кажано, представниците на македонскиот блок седат и ја вршат работава, а овие воопшто не се појавуваат. Еве, дури ова исто разбрав. Само да се бројат, затоа што Дури ние го поставивме ова, да. етнички клуч за вработување и проценти. Дури ова, ќе ви го кажам, почев од наши македонци кои се ревности заминуваат, додат на литургии, значи посетуваат храмови и велат господин Томич, и јас работам у фирма и каде сега овој рамазански пост, како да го речем, ја ги почитувам сите кои верници кои се веруваат, кој е на исламската, кој е на православната, католичката и така натаму. Меѓутоа, да се добие грант, кредит, да речем условно, да не идеш на работа, да си доаѓаш у 12, а да си одиш у 2, на што тоа личи? Тоа само задоволство и тоа е За жал, поради клучот етнички и поради бројноста што моравме тоа да го уведеме по конфликтот своевремено, А зашто тоа се мора извитопери и тоа се целосно злоупотреби од владеачката партија. Единствената владеачка партија во сите овие 8 години, 3 колку беше, не беше на власт. Тоа толку го злоупотребија што ги изнапикаа во државните институции илјадниците своји пајташи, пријатели, кумови, роднини, комши и така натаму, и го деградираа, го уништија системот до нераспознавање. Значи, до Таа таму сме девастација отидели. како ќе се реши, господин Становиски? Тоа е таа хаварија. Тоа е еквивалент од речено како некој Чернобил с крај Не да е. знам, тоа е Тоа стварно како каква атомска бомба да бомба. Апсолутно не гледам. Дали наредната политичка провиденција која ќе дојде на политичката Знаете што ме сцена, плаши? ќе може Ај. да го реши случајот. И тие беа на работ на пропаѓање. Значи ги освежија, ги вратија во живот по изборите СДСМ кога освоја власта во 2016 година или кога дојдоа на 17 или кога бевме на избори. 16 беше или како? Мислите се да само го свежи? Да, тие пошто ги вратија пак во живот, затоа што тие беа на пат да изгубат голем број пратеници, постојано освојуваа 15 до 17 пратеници и со тие практично владеја со половина од државата, значи половина од министерствата во нивни раце, клучните ресори дадени на располагање на нив. А тука одма се растора надолу под министерствата, наредните ешалони што се агенциите, државните институции и сите други, каде што мора, согласно налогот кој што ќе го даде министерот, да се бира таа фирма која што ќе ја добие таа работа или тој тендер и така натаму, за да може уште повеќе клиентелизмот да се прошири, за да се создаде еден вид непробојна маса. Таму веќе не може да се влезе. Таму веќе не може да се растори тоа, затоа што тие на изборите се шетаат, практично една прошетка прават и ги освојуваат своите пратеници, затоа што имаат клиенти, затоа што имаат фирми, затоа што имаат Колку е условот да се обезбедат гласови по 20 души? Така спочва. Им нормално мора да донесе гласачи своевремено, секој кој што бил поставен, дали на работно место, дали го добил тендерот, дали добил работа, дали било што друго, е обврзан да донесе 10 или колку се таму 20 гласачи и прошетката на изборите и велиме демократија. Демократијата е само до моментот додека ние ливчето го ставаме во кутијата. Толку е демократијата. И да не се истепам меѓу себе. И јас многу благодарам што гледа дека давате голема поддршка и овие телевизија, ви сте ли на моите две емисии Гласот на народот и магазинот во петок. Бевте еден од организаторите со мене заедно, со госпоѓата Дорис Пак. Тоа беше испорено интервју, да, Дорис Пак беше. Госпоѓата Дорис Пак јасно кажа, значи ни вие, ни ја, па да ни пишуваат, ајде, така ги слушаме, че зборат едно, ја поддржуваат ова партија. Ја поддржувам партија која почитува Македонија. Тоа е моја определба кој и драматичното, најдраматичното е што живеат од таа држава, да добиваат привилегии во оваа држава, 25 или 6 години се на власт во оваа држава и никако не можат да ја проголтаат или да едноставно дадат некаква поддршка на македонштината, значи дека се тука, дека тука живеат. Тие практично живеат во еден вид, ајде не биде малку суров, источна Албанија. Така испаѓа, значи овој дел Западна Македонија е источна Албанија или Јужно Косово. Може малку грубо звучи, меѓутоа е
овој министерот за надворешни работи, ако дозволите да го напомнам, тој што ги бранеше во наводници интересите на условно кажано македонскиот блок, беше вклучен во преговорите, нели, за кога францускиот предлог беше доставен, тоа беше драматично лош предлог кој што И шведски целосно на брзина шведски така е. Да. Целосно неизбалансиран, значи целосно свртен на другата страна. Него го интересира повеќе политиката во Косово и во Албанија отколку што го интересира овде неговата политика или политиката кон условно кажано македонскиот дел од гласачкото тело. Така да Да бидеме објективни, ние сакаме да видиме, мислам без никаква пристрасност, но вашиот став го подели господинот Ристо Никовски, експерт, амбасадор, кој јавно кажа дека за жал, што припаѓа до таа фела на дипломатските води господинот Ристо Никовски, дека почитуваниот кандидат за председател, кој го видовме како копи-пейст го направи некој друг кандидат по поранишните години, посета на пазари, купување јаболка. Па добро, сега имаат експерти за комуникација, експерти за маркетинг и тие ги обучуваат. Сега одете вие, приближете се до народот, до работничката класа, ама тие се приближуваат само кога има избори 1, 2 или 3 дена. Дали таа маска треба да помине? Еви само ова. А сетете се како лани се оддалечија од сите тие со зголемувањето на платите за 78%. Значи нивните плати се по 180 до 200.000. Пензионер со 10.500, 11.500. А огромното множество население живее со 15 до 20-25.000, што тие се на друго ниво, на друга планета тие не се. Па тие што живеат по 3 евра се албанци и други. Има од сите, па значи, од сите етнички групи души живеат по 3 евра. Дали ова темата не ме прашав и вас, Македонија изборна или гладиаторска арена? Бидеш сте тренер и токму за политички лидери, како беше. Да. Со оглед дека како што напомна Кордалов, апсолутно е гладиаторска повеќе, затоа што е многу сурова, како џунгла, како савана, каде што од секој ќош демнат крокодили, мршојаци, лешинари, хиени и така натаму, значи змии, ако дозволите да ги наречам, иако се служам со компарација со животинскиот свет, нека ми простат. И други го користеле тој вординг, да се разбереме. Меѓутоа, арената е сурова и гнасна, каде што само се вади нечиста веш, кој што еве сега секој ќе се обидува на секого да му подметне, за да се зграби колку што е можно повеќе допленут глас, еден глас или два повеќе. Тука достоинството, угледот, дигнитетот и така натаму се изгубени целосно. И борбата е само да се закачиме, да се добавиме до власта, за да можеме да седнеме на парите, на буџетот и ние да ги менаџираме. Знаете колку... Што значи јас се повикувам на информации на експерти. Да ги делиме на нашите. Значи, тоа е идејата. И практично се создава ние и вие. Една политичка елита и структура која што се заобиколува, се заштитува целосно со корумпирано и купено судство и обвинителство и никој ништо не им може и сите ние останати. Тие се околу 2000-3000 души, кои што се, дали се тоа, рековме, пратеници, министри, суди, обвинители, директори на фирми, сите оние кои што се влезени во овој барабан, кај што се дават парите. И чии деца учат надвор, работат така, надвор. Така, ги праќаат надвор или ги праќаат да работат во државни институции или во обвинителствата и во судовите, за да не можат да им судат, затоа што никој не може да ги допре. И таа структура практично владее со Македонија и тие се на спротивната страна на гласачот, на народот, на обичниот човек, на граѓанинот и така натаму. Становски, јас се обратив до еден тим лекари, експерти, психијатри во секој случај, бидејќи не знам зошто, скоро 25 години, ова емисија 24 влезе од 25-та четврт век. И секој се залагав за тој полиграф фамозен, што некој не верува дека у него тоа беше детектор на лаги? Да, полиграфот, детектор на лаги и психотест. Бидејќи не знаеме кој седи во таа фотелја во Бундестагот, исти такви фотели има. Знаете ли колку чини е на фотелја во парламентот? Кај нас? Да, финансиски да ви кажам. Па неколку десетини илјади до 100.000 евра, сигурно, или? Не, 5.000 евра една фотелја. Рачунете колку има фотели, нели? И дали ги заслужуваат? Секоја чест реков поединци кои работат ревносно, се појавуваат на говорници и се тоа. Од друга ситуација, говориме на сите овие нешта кои нам ни представува како еден проблем од рамките на изборната кампања, не е дека ќе го далечам дискурсот, лажењето е систем за доаѓање на власт во Македонија.
Ма рековме ќе се лаже, ќе се манипулира, ќе се прават сите обиди да се дограбиме до власт, за да можеме, како што реков, после сме ние главни. Нашите ќе владеат и сите ние ќе цицаме практично од тоа што тие ќе ни го пружат и ни фрлаат коски на пример. За тоа треба тој полиграф и тој психотест. Ја реков дека психијатрите дадоа една оценка, тоа дека дефиниција на нивната диагноза, значи јас не го кажав тоа. Па некој да кирикирам се на село што се збори. Така е. Тоа ја имаме во некој наредна емисија, ќе имаме званично да се тоа покаже како документ, ние го дадовме како документ, екзибиционизмот кај политичар. Знаете, се обидовме да го спречиме богатењето на поединците и на политичката елита кога ќе дојде на власт. Со воспоставување на институции, за тоа се сеќаваме на антикорупцијска комисија, на други државни тела кои што работат. Па колку можеше таа известува да биде функција антикорупцијска, која самиот Груби кажа тие се проформа. Никој не ги ферма затоа што тие се оставени на маргините и само можат да лаат, нека ми прости на израз, и тоа понекогаш ќе излезе со некаква изјава, практично секаде кај што ќе се чукне на врата и каде што има голем криминал и кај што ќе почне да се истражува, дали го истражува тоа новинар, дали го истражува некој државен службеник во антикорупцијска комисија, кога ќе се допре до повисокото лице, шефот кој што ја ујдорва трга веднаш, одма се јавува телефонот и повлечете се од тој предмет, оставете го предметот во фиока. И во фиока седат десетици, 15, можеби. Меѓутоа кога ќе стигнат фермани од Америка или ќе дојдат од Брисел, ете ги ферманите пристигнуваат, се ставаат на црна листа, ништо не се случува. Дали нешто му се случи на оној што го стави од црна листа од еден град од Охридско езеро? Минатиот пат дебатираме. Дали нешто му се случи на него, дали некој покрена иницијатива, дали некоја тужба, дали обвинителите се засегнаа, никој не мрдна со прст. И јас можете да ми додадете уште во делот на одговорот, еве изворно ќе ви пренесам една порака што ја добив од експерт, долгогодишен експерт во Македонија, кој вели вака, се изјем за право бидејќи пораките ви пристигаат апропо вашето гледање на оваа емисија, но ми беше изворно да ја побарам информацијата на експерт за корупција, кој вели во секој случај дека не напостапиле како што треба, можеби одолу. Одголикувале, или? Да. Обратен ред, значи лицето кое беше спомнато меѓу другото на посланиот Ферман, требаше да биде во функција според анализа. Во времето кога беше екс официо на тоа место, а има имиња кои треба сега да се појават. Не за тоа дека да биде бабарога или да биде страшило, тоа е само еден аларм дека институциите не работат во Македонија. Ама апсолутно дека не работат, па тие се сите во функција на политичката елита, на политичките партии, па тие што владеат со Македонија си ги наместија, тоа го знае веќе и децата од прво, второ одделение го знаат повеќе. Рековме, секаде каде што ќе се чукне и каде што ќе се допре до некаква повисока структура од политичките партии, застанува процесот. И ние само гледаме, ние сме практично еден вид гледачи во оваа фарса која што ја нарекуваме демократија, во оваа шарада која што ја нарекуваме држава. Еве тоа се плачат многу пари се фрлаат за тренинзи, за едукации, за школи и покрај тоа што имаме дипломирани, магистри, доктори по наука, политиколози кои за тоа инвестирале 13-15 години. Ако не се во партијата, нема да поминат. И тие не може да дојдат. Не може да поминат затоа што треба да е погоден, да биде подкуплив и да слуша што тој ќе му каже, затоа што тој ќе го намести на тоа. Да клима со главата. Да клима со главата и да го штити овега кој што останал да владее, кој го наместил. И дури си ги местат децата своји. Значи до таму одат, не се веќе ни стеснуваат, не се ни кријат повеќе. Сетете се на председателот на собрание, например, тој ќерка му, синовите, сите си ги наместил во државни фирми, во обвинителство и така натаму. Тој не го пипа никој и другите негови пајташи. Тие се недопирливи. Видите, да ви кажам, во даден момент ја ги спомнав анкетите. Вие долго време истражувате, се бавите со сето ова. Анкетата, незиното височество е најверодостојна, бидејќи таа укажува пулсот на народот. Пак, тоа се искуства, не можам јас да замижам, че спомнам се, не сакам дегутанно, но фактите говорат. Следем, значи, силни избори. И во Европа... На следневи избори говориме 2:1 односот. И меѓутоа, вистината ги боли. И доаѓаме у ситуација на ова лажењето е систем до доаѓање на власт, ние сме најдобри, ние ќе победиме и ние ќе формираме европска влада.
Колку е тоа Европска не, влада. колку е тоа вкусно. Флоскули, тоа се Еве, само прашам колку е вкусно. маска и флоскули. Каква европска влада? Дали Ние може да се Ама излаже народот? Не ги интересира кога ќе ја заграбат властот, не се интересираат ама баш за ништо друго освен за нивните пајташи, Се кумови, забораваат. комши, партиски другари, роднини и така натаму да ги наместат. Дали вие го дели тоа под повикување на пратеник, што не знам, прашав еден политичар, други, од двете страни? Ама што ќе ги отповикуваме, партиите се слуги, партениците се слуги на партијата што ги поставила во парламентот. Дали сте чуле некој представник од парламентот, некој парламентарец да излезе против некаков став што го изјавила партијата или што го изнала партијата во јавноста. И да застани и да противречи на она што ќе го каже партијата. Па тие само се гласачко машина која што седнуваат и ги стискаат копчињата и гласаат за тоа. Па нели се изгласаа закон за амнестија сега? Сега ги намалија сите оние кривични дела кои што се Во нивен интерес. затоа што е интерес на сите, сите отидоа здружено гласа, значи немаше тука опозиција да лае, да вика, да се Само противи. ослободување од одговорност и вина. Ама апсолутно за било каква коруптивна сделка која што тие ќе ја направат или криминал што ќе го извршат, казните се или благи или воопшто се ги нема. И што да говориме повеќе за парламентарците кога сите се еден вид машина. Господин Становицки, не случајно со овие емисии во предвечерието, да речем, ајде, во предворието на неговото височество, гласањето, изборите, да се отварат ушите, уште повеќе се прочепкат и очите на луѓето, особено тие кои по директива чете слушај оди излези, гласај, донеси 20 души. Рековме само клиенти, тие луѓе кои што се ги собираат своите и за жал гласавме против од огорченост, рековме од резигнираност, од разочараност и така натаму. И сакам за да може да се смени системот, мора да се направат радикални резови и чекори. Затоа што ваквиот систем е воспоставен да ја негува корупцијата, непотизмот, клиентелизмот, кронизмот, бирократијата, Да. неказнивоста, неосуденоста и така натаму. Го негува, таков е системот, си го направија таков за да не ги казнува никој, за да можат да си продолжат да си владеат. И исто е, нема веќе опозиција власт. Истите потези, истите како да си ги гласал само со поинако име се. Дали се треба нема веќе нови идеологија. ликови во политиката, во политичката партија? Во политичката партија зборам. Не само таму, туку ќе треба нови ликови во обвинителството и во судството. Јас сум еден вид поборник Департизација? целосна, апсолутно. Јас сум поборник на една радикална идеја што е неостварлива. Например, целосно да се оттрне судската власт, тие неколку стотини судии кои што се и обвинители, да се трнат и да се донесат некои нови од некоја друга земја, од Србија, од Босна и Херцеговина, од Хрватска, од Црна Гора, некои Да се вработат да ги донесеме овде и тие неутрални, непоткупени да можат да судат согласно, говорам зошто ги спомнувам соседните земји, затоа што произлегуваме од тој сличен правен систем од бивша Југославија, слични сме со јазикот и така натаму, но тој е радикален потек, тој никогаш нема да се. Мислите нема Може да да се. фатат врски пак? Ако им се даде добра плата, сетете се на она романската А тоа ми обвинителка. го земавте зборот, како се Моника викаше, Маковеј Маковеј и е така првата натаму. жена Да. премиер која го стави премиерот на Така е. Романија зад решетки. Или такво Дали ќе се решение, случи тука во Македонија? никогаш. Кај нас можеме Зошто така па скепса? нема такова систем. Па еве, да ви кажам искрено, јас имам едно пречувство дека ќе се случат тие работи, бидејќи на народот Па има нели се преку глава. обидуваа овие сега да го направат тоа што се на сегашна власт, нели викаа на сет глас своевремено, нели за време на шарената револуција ќе има бројчани, ќе поставиме за тоа кој колку украл. Ма ме видовме како е Вле. осудена госпоѓата Катица Јанева, миленичката, ангелот на И тоа на е САД, трагедија. сега тоа испадна е ѓавол. апсолутна Простете ми трагедија. на вокабуларот, Што ја меѓутоа- одбравме таа да биде се продаде за ситна боранија и така натаму. Жално Меѓутоа, е. Пашка, Тоа беше последен обид да се воведе ред и правда во Македонија. И тоа е против И пропадна. Зошто пропадна? Затоа што системот пак, вртлогот пак ги собра овие што се сега на власт и почна да ги врти машината внатре и тука веќе нема спас. Не, Целосна радикализација треба, значи целосна Вие убаво спомнавте дека треба судскиот систем да се проветри, да се исчисти, простете ме, сите да секој се- час има Нека им се исклучоци, плаќа, има подобро исклучоци. да им се плаќаат плати, отколку сега да им се плаќаат плати, а да судат во корист на на оние кои што ги поставиле. Затоа што нема правда, нема систем, нема поредок, нема ред,
Нема закон. Има ли правда, има ли мир? Еве, спомнавте таа шарена или обоена револуција, што беше прагма од една Многу го поддржа. една содржина на човек кој е една институција Сорос, се ќе го спомнам. Тоа е Соросова револуција, позната како шарена револуција, земајќи од Северна Африка, Либија, да ги спомнеме, нели тие држави кои се случија се Мароко и така натаму, кај Тоа што беше последен обид. Сега веќе метастазиран е ракот. Организмот Македонија е на апарати и лежи. Колку и да звучи сурово, и е готов. Значи организмот само му додаваат инфузија, му додаваат некакви лекови за да може така како полумртов да функционира. Таков е системот и таков не гледам како ќе може да се смени. Не гледам некој кој што ќе излезе храбро и ќе рече еве сега ќе ги сечеме, ќе ги тргнеме овие кои што се во обвинителството и во судството, затоа што тие се клучниот проблем. Не осудуваноста, не казнивоста доведува до ваква готово, крај. дискрепанца, девастација. Ние и вие. Јас да украдам 1 кило компири, ќе ме апсат, ќе ме фрлат во затвор, тие искрадоа силни милиони, млади дечки станаа милионери, си купуваат Знаете што да ви кажам? згради и така натаму. Па видовме внукот на Али Ахмети, Така е, од еднакви внучето. околности, внучето, Така е, да. внучето кој воопшто нема за него никакви истраги. Како е тоа никакви... момче што 26-7 колку години е 35 милиона евра направил- инвестиции. каков е Ја тој ќе го бизнес? спомнам Ајде да видиме, господинот да пробаме Изет ние така. Меджити, кај што седевте вие, седеше Изет Меджити, Да. председателот на новата партија која е во опозиција, на тоа движење, и вели вака Слободане, ние му спомнавме на Али Ахмети, најубаво да се повлече 2012 година, апроксимација 10 години, културно, вкусно. Малку ли се да бидеш- збогатија? Да, доста ли е? доста е, вика, Сега да ние да бидеш се богатим. запишан во историјата кај албанците дека си создал нешто за албанскиот народ. Меѓутоа не сакаше, тоа се парафраза на господин Изет Меджити. Меѓутоа не сака господинот Али Ахмети да си замине, Не сака, затоа сме ние тука Па не да сака. го тргнеме. Но од друга страна, Не може да го имаме тргнеме, за жал. наследникот или не може наследник. Не може затоа Зоран што Заев не може никога бројот да на наследи. клиенти и на пајташи создадени во своето владење е толку голем што него не може да го победа. Еве да се бавиме со малку прогноза. Имаме избори сега, така? Ајде да слушаме. И велиме арена гладиаторска и така натаму. Сега на овие избори, за жал, партијата, владеачката партија ќе доживее катастрофа. Значи не верувам дека тие ќе освојат повеќе од 20-25 пратеници. Ќе победи оваа другата партија што беше претходно на власт со околу 50 можеби пратеници. И ништо не очекувам од нив добро. Затоа што видовме што направија, видовме како се покажаа, видовме во нивното владење. Тие беа 15 години или колку се 20 од сета оваа шарада што имаме низ изборите. И тие ќе седнат да си ги местат прво своите блиски, пајташи и така натаму. Зошто сте сигурни во тоа, со оглед дека народот очекува промени и ветувањата, затоа веламе од повикување на правда. Ништо може да седиме после 1-2 години или 3 години од владењето нивно ако направат влада, еве се надеваат дека ќе направат влада. Ништо нема да сторат. Дали затоа што- ова е револуционерни избори, ја ќе речем за опстанок на Македонија и враќање на Македонија? Ама сите избори ли се такви? Од кога Меѓутоа- почнавме да правиме избори, викаме овие се избори за како револуционерни, Меѓутоа како... ова е заробена држава. Ама тоа кажувам, државата е целосно Ултимативноста е партизирана, априори. Го уништена. слушнавте Али Ахмети како му одговорил на новинарот? Лежи пациентот Се на по-старо, апарати. се по-старо. Ама апсолутно по-старо. Дали ќе биде. треба македонскиот и немакедонскиот народ, тој што почита оваа држава, се вика Македонија, да се интегрира и да ослободи од прангите? Е така ќе наречам, јас го чувствам тоа. Еве, да речеме, дуевци ако освојат меѓу 15-18 претеници, и ако овие другите освојат блокот на опозицијските партии или на албанците кои што се колку таму 4-5 партии, тие да освојат можеби сличен број, за да можат тие да влезат во коалиција со оти нели секогаш правиме коалиција со помалата етничка група, и тие да влезат со победничка партија нели сега што е опозиција. Па да подсетиме, Алијанса беше на завидно ниво. 11, Да речеме 12, дека не очекувате ништо добро. Зошто? Затоа што и тие имаат своји пајташи, своји кумови, своји пријатели, своји роднини кои што ќе треба да ги вдомат и да ги сместат. И системот ќе продолжи и понатаму исто да се функционира, пациентот ќе си добива понатаму инфузија, ќе глумиме дека сме држава, ќе глумиме дека сме демократија и така натаму. Кучињата ќе лаат,
караванот ќе продолжи да се... Меѓутоа, дали македонскиот народ не сака националистички да звуча, меѓутоа треба да се интегрира, како што албанците така се е. обединуваат. И безпрекорно, точно. тоа е респект за нив. Меѓутоа, од друга страна, дали нивните- македонецот треба да е инфериорен нивните и ова да му успеси. биде последен аларм, да речам, да се врати достоинството. И милионите што се ги освоија, нивните успеси и така натаму се заснова токму на поделеноста на македонскиот блок по сите основи. Господин Станоевски, веќе влагаме во финале на емисијата. И јас, кој е вашата порака? Не сакам да звучам фаталистички, меѓутоа, за жал, резултат на сето ова се овие случувања со иселување на младите, на нашите кадри и така натаму, што е драматично. И не сакам да кажам дека единствениот излез се двата аеродроми како шега, аеродромот во Скопје и во Охрид, од оваа криза се единствен излез. Тоа е како еден вид фраза, меѓутоа не сакам така да биде. Да пробаме нешто да промениме ако можеме, меѓутоа не сум оптимист. Јас ќе дадам позитивна насока да бидеме оптимисти, само така ќе успееме. Благодарам многу што бевте ме соговорник. Се гледам со вас, се надам петок ќе бидете повторно дел од наша прекрасна содржина. Нека биде, тоа беше Жан Станоевски. Почитани, ве поканувам петок, ја ви ветам, ќе имаме ултра ексклузивна емисија, кои сите емисии. Бидете живи, здрави, се гледаме во петок блискиот петок и останете со програмите на телевизија Вистина. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.